Во ликовниот салон од Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп се отвори изложбата Македонија во светот на хералдиката. Изложбата содржи 35 панели со по 2 грба на секој панел. Првиот дел е за историски грбови поврзани со Македонија од 14 до 18 век, поделени во 3 дела. Грбовите на Македонија од европските и илирските грбовници, на кралот на Македонија, припишаниот грб на Александар Македонски и принцот Македон од Ематија. Вториот дел е за современи македонски грбови, поделен во 3 дела: грбови на институции и организации, општински грбови и лични грбови. Со тоа што ние имаме тука направено еден избор на различните представи на грбот на Македонија. Значи, најголемиот дел за представите на грбот на Македонија или на припишаниот грб на Александар Македонски е лав во различни позиции. Ние решивме тука да представиме само неколку грбови со лав, туку сакаме да представиме и другите символи кои што се јавуваат во идејата на средновековна Европа, што би ја представувало Македонија. Така да ќе се видат тука и со 3 круни, и со грифон и така други работи. Ова е резултат на повеќе од 20 годишна работа. И на вистина, на почетокот кога почнавме, уште беше истражувањето по библиотеки, во буквалната смисла на зборот. Сега е веќе поедноставно, затоа што голем дел од тој материјал е веќе дигитализиран. Првата изложба постојана е во Музеот на Македонија 2009 година, што ја отворивме. И сега практично ова е едно, како да речеме, возобновување во испитувањето истражувањето во последните 15 години. Целта е да се прикаже поимањето на Македонија во средновековната култура. Значи, Македонија целосно е тоа што ги поврзува, затоа што практично хералдиката во Македонија, ако зборуваме за територијата на Македонија, таа присуствува и од порано, но со многу малце. Значи, пред доаѓањето на турците има почетоци на хералдиката во Македонија, но сите тие 6 векови скоро под турците, под Отоманската империја, поради исламскиот начин на пренесување на уметничките дела, каде што се без живи фигури, едноставно на овие простори хералдиката потполно замира и понатаму веќе во 19 век почнува да оживува, кога веќе европската хералдика се рефлектира на Балканот. Она што ние се обидуваме тука да го представиме е поимањето за Македонија во средовековната култура. Значи, Македонија преку грбот, преку припишаниот грб на Александар Македонски, значи Александар Македонски не носел грб, затоа што бил не во тој временски период, хералдиката започнува од 12 век, но му е припишуван тој грб. Едноставно, во најголемиот дел од грбовници, ликот и делото на Александар Македонски, значи митот за него, не самиот, е присутен скоро секаде. И понатаму грбот од припишан грб на Александар Македонски преминува во грб на Македонија. Автори на изложбата се Иван Нацевски, подпредседател, и Јован Јоновски, председател на Македонското грбословно друштво. Ликовното уредување е на Димитри Михајловски, а промотор беше публицистот Ставре Джиков. Сега во моментот ние живееме со Марко Цепенко. Зошто да ви кажам? Ако Марко Цепенко ги собира умотворенијата на македонскиот народ, ние скромно, јас така ја се нарекувам, со цела тајфа, сме мисионери на историјата на Македонија, низ символиката, низ хералдиката. И драго ми е што низ оваа изложба, пред овој прекрасен дом Марко Цепенко, да ја прикажиме пред прилепската и цела македонска јавност. Претходно оваа изложба ја имавме во Радовиш, ја имавме во Куманова и ја имавме на еден голем значаен датум во Крушево на 3 август. Организатор на целата изложба во Прилеп е Центарот за култура Марко Цепенков. И на големо задоволство, еве тука сме во ликовниот салон на Центарот за култура Марко Цепенков и ја представуваме пред нашите сограѓани изложбата Македонија во светот на хералдиката, на која што сите наши сограѓани во наредните 10 дена ќе имат можност да се запознаат што значи хералдиката, што значат грбовите во Македонија и секако грбовите лично како поединци. Изложбата
изложбата во наредните 10 дена ќе биде поставена во Прилеп, а потоа ќе има и незино поставување и во други градови на Македонија.